Itola, grad vo jugozapadni oddelna Makedonije, administrativen, kulturen, ekonomski, industrijski, obrazoven i naučen centar za toj del od zemljata. Grad od te poznat pod imeto grad na konzulite, bidejki tuka se naogjale konzularnite predstavništva na evropskite zemlji vo vremeto na Otomanskata imperija, kade zajedno so Solun bil najvažno mesto vo evropski oddelna imperijata. Bitola i Bitola ima повеќе преданија за тоа како настанало овој име. Најверодостојното од нив вели дека името Битола потекнувало старословенскиот збор обител, кој означувал збир на манастири, збир на свештеници, заедница на монаци. Како што веќе сите знаеме, Битола отсекогаш бил град со многу манастири, тука потекнува грчкиот назив за овој град. Според Марко Цепав, пак Битола Господи должи своето име на големо поседникот Тоил, кој имал тврдина во непосредна близина на Битола. Кога турците се приближувале на тврдината и градот го повикувале Тоилна битка со зборовите Битоја, од каде и потекнува сегашното Битола. Грбот на општина Битола е усвоен на 21 март 2006 година. На свечена седница на Советот на општината. Тој ги символизира богатата и длабока историја на Битола, а црвено, златниот штит ја представува современа Битола, подемот на нејзината урбана, духовна и материјална култура. Воедно со својата визуелна структура асоцира и на осончаните врвови на пелистерските молики и пелагониското златно класје. Со својот сферичен долен дел грбот асоцира на белиот амфитеатар во Хераклеја. На семантички и хералдички план значењето и символиката на грбот дополнително се засилени со чистата колоритна структура. Сината боја ги символизира граѓанското општество и демократијата. Црвената боја ги символизира животот и традицијата. Жолтата боја ги символизира духовното богатство и неговата моќ. Белата боја е метафора на моралната чистота и етиката. На бела позадина од левата страна се наоѓа дел од народната носија, сааткулата со планината баба во позадина во средината на грбот, десно е столб од Хераклеја и грне, под кој се наоѓаат запчаници како символ на индустријата и вода која тече, која представува реката Драгор, додека над сите е испишан датумот на ослободувањето на Битола, 4 ноември 1944, над кој пак се наоѓа петтокрака звезда како символ на социјализмот. Знамето на општина Битола. Знамето на општина Битола било усвоено на 21 март 2006 година на свечена седница на Советот на општина Битола. Употреба – граѓанско знаме. Сразмер – 1:2. Опис – бело поле со грбот на општината во центарот. Најголемото богатство за Битола и битолчанини го подари македонскиот песнопоет Цајри Демировски со создавањето на песната Битола мој роден крај. Таа беше проглашена за песна на минатиот век на Битола, а незиниот творец Цајри Демировски за прв почесен граѓанин. Демировски почина во 2009 година во Измир, Турција, но срцето, како што рече пред смртта му, остана во Битола, за која и ја напиша својата најубава песна. Додека беше жив, при една од последните посети на родниот крај, ни раскажа како ја напишал култната песна која Битола ја прослави во целиот свет. Во 1944 година, додека го учев графичкиот занает во графичката школа во Загреб, едно утро ме фати носталгија за Битола. Времето беше тмурно, па се сетив на сончевиот југ. Како од душа ми потекоа стиховите и за неколку минути ги напишав. Песната ја изведов пред битолската јавност во 1950 година на една градска свеченост пред Народниот театар. Народот ја прифати и запеа со мене, раскажуваше Ајри. Тој во песната вели многу градови, села пројдов, како тебе мил за мене нигде не најдов. Демировски на животи замеруваше што музичарите во обид да ја скратат песната ја скокаа третата строфа. Токму за неа велеше дека го отсликува неговиот живот. Во неа се вели уште како дете одев под тебе и бос, шега шум пораснат не шум ти ни гост. Демировски со семејството замина за Турција во 50-тите години. Остатокот од животот го помина далеку од Битола и со голем копнеш да поживее уште некоја година и пак да го види широк сокак, тумбе, кафе, чаршијата, дукенот каде што го учеше берберскиот занает. Споменот за Ајри и неговата Битола мој роден крај никогаш не ќе се заборават во Битола. И градскиот часовник во 12 часот со таа песна го означува пладнето во Битола.
Првата македонска опера компонирана во кафаната. Централ во Битола, талентот и убавта и односот кон творештвото во многу случаи биле значителен фактор за создавање на дела со трајни вредности, без разлика каде и да се тие создавани. Тоа може да се однесува и на првата опера во Македонија Гоце во 1953 година, која авторот Кирил Македонски, немајки подобри услови за работа, ја создавал на клавирот што се наоѓал во кафаната Централ на Широк Сока, на чие место сега се наоѓа фотелот Епинал. Подоцна, тој клавир се најде во арсеналот на музички инструменти во Радио Битола, која му го подари на заводот музеј каде сега се наоѓа меѓу неговите позначајни експонати. Кирил Македонски, роден во Арнаут Маале во Битола во 1925 грам во скромно, добродушно семејство уште од млади години. Господи, искажува својот богат музички талент. Тој е автор покрај операта Гоце и на уште две опери Цар Самуил и Инден, а за одбележување на останатото негово музичко дело ќе ни треба далеку поголем простор. Може би е доволно да се каже дека создал 5 симфонии, симфониски поеми, сонати, филмска и сценска музика, зашто добил многу домашни и меѓународни награди. Бил и почесен доктор по музикотерапија, професор и учесник со научни трудови во многу земји. Се школувал во Битола, Скопје, Загреб, Сараево, Лубијана, Варшава, Даруштат, а негови дела се изведувани во Германија, Франција, Русија, Полска, Романија, Куба и Аргентина. Почина во Скопје во 1984. Првиот фудбал во Битола е одигран во дворот на гимназијата Гоце Делчев, сегашна гимназија Јосип Броз Тито. Спрема податоците од Унчу Пили, во битолската гимназија играта со топка во 1900 година ги воскити битолчани. Подоцна за терен е земена ливадата кај средното медицинско школо. Во 1903 гимнастичарот Јоанидис се залага фудбалот во Битола да фати здрави корени и ги научи играчите да играат прописно, меѓу кои неистакнати биле Унчу Цили, Цали, Джима и други. На 20. мај 1836 година во Битола со повелба на Румелијскиот Валија е формиран првиот противпожарен одред на Балканот. Токму по тој повод овој датум се одбележува како Ден на пожарникарите во Македонија. Првата струја низ Битола протекла на 24 декември 1924 година. Најпрво биле осветлени улиците, а подоцна струјата била воведена и во приватните куќи. Кога председателот на Републиката Јосип Броз Тито ја посети Битола за првпат во мај 1957 година, Милтон беше однапред ангажиран да го документира овој настан од страна на Историскиот архив Битола. На неколку дни пред пристигнувањето на председателот Тито, со Милтон беа утврдени низа детали и во врска со тоа. Тој заедно со тогашниот директор на Историскиот архив изработија заедничко сценарио според кое требаше да се реализира снимањето. Всушност тоа беше мощно разработен план со цел Милтон да може што поавтентично да го регистрира овој настан. Меѓутоа Милтон успеа да реализира само еден дел од овој план, бидејќи протоколот влијаеше врз тоа. И во текот на двете наредни посети на Битола на председателот на Републиката Јосип Броз Тито, Милтон го снимаше. Во текот на овие посети тој го фотографира со група функционери од градот. Оваа фотографија Милтон ја сметаше за најдрага во својата повеќе децениска фотографска кариера. Во неа едноставно тој беше влюбен и со голем пиетет ја растураше по организациите и предпријатијата речиси во целата република. Оваа фотографија, што ја имаше зголемено на формат 30 на 40 сантиметри, тој ја нудеше на оние кои доброволно сакаа да ја купат. Црвена касарна, изградена 1837 година, се наоѓала во местноста Шехралти, Подград, на местото викано Гокче Бунар, денеска и спортската сала. Имала капацитет од 10.000 војници, за незината градба биле потрошени 925.000 гроша. Била уништена во 1917 година, била на 3 ката и имала пречник од 180 на 180 метри.
Бела касарна, изградена 1884 година, се наоѓала во местноста Миризливи ливади или Паша Капуси. Имала капацитет од 8000 војници и 1085 коњи. За нејзината градба биле потрошени 925.000 гроша. Била уништена во 1917 година, била на два ката и имала пречник од 180 на 180 метри. Паркот Носхетие или Единство се наоѓал на местото на денешниот градски парк во близина на млинот и железничката станица, наспроти Белата касарна. Паркот бил направен во времето на познатиот Валија Абдул Керим Паша. Местото каде бил направен паркот, претходно била мочурлива површина, неугледна за тогашното шеталиште и влез во градот, а во исто време и извор на зарази за војската и цивилното население. Во паркот се наоѓал киоск во кој се собирале офицерите во попладневните часови и во слободното време, а истиот се користел и за прослави како што било прогласувањето на новиот устав за време на Младотурската револуција. Токму за време на Младотурската револуција, паркот бил преименуван во Парк на слободата. Камениот мост во Битола беше голема знаменитост и убавина за битолчани со својот стар стил на градба и единствен таков како последен останат камен мост во градот. Со покривањето на реката Курделец над која се наоѓал мостот во пресек со широк сокак завршува и неговата намена пошто се асфалтира улицата Солунска. Камен мост уште остана како синоним и топоним помеѓу битолчани, место каде како деца пуштале бродчина во реката, се бркале и жбуркале во водата, потпрени на него го направиле првиот шмек или бакнеш кон својата љубена. Локација Битола. Градена во периодот од 1901 до 1902 година. Стил необарокен. Има 4 нивоа. Подземен, два ката и подкровие со параклис посветен на Георги Победоносец и две простории кои имаат музејска намена. Мебелот е изработен од копаничарот Нестор Алексиев Мирчевски и неговата тајфа. Митрополијата поседува библиотека Јован Богослов со фонд од 20.000 книги и списанија. Поседува и делови од светите моштина, Свети Климент Охридски, Свети Агатангел Битолски, Света Февронија. Железничката станица Битола се наоѓа во југоисточниот дел на Битола, градена кон крајот на 19 век како дел од линијата Битола-Солун, која требало да ги поврзе овие два најголеми градови во европскиот дел на Османлиското царство. Во 1911 година со воз од Солун преку Воден, на железничката станица во Битола пристигнал султанот Мехмед Петти. Подоцна е изградена и линијата кон Прилепи Велес. Линијата кон Солун е затворена за сообраќај во 1984 година. Дембел чаршија била лоцирана на двете страни од Драгород, над Судскиот мост. Имало повеќе кафеани, сите заедно познати како преданоите, меѓу попознатите биле Интифа и Каваци. Под дебелите сенки на липите и свежиот воздух од Пелистер и Драгород, на Дембел чаршија се пиело чај и кафе со локум, вино и ракија во вкусни мезиња, се играло табла и се правел чамчемуабет. На крајот на вечерта, беќарите, сите помалку кефледисани, земале пајтони и оделе на серенади под пенџерињата на битолските чупиња. Битолската банка била основана во 1920 како акционерско друштво. Акциите од банката ги држеле побогатите битолчани кои се занимавале воглавно со трговија. Банката пак тргувала на маркетите низ Европа и успешно работела 10 години. Падот на маркетот во Америка во 1929 година се почувствувал низ целиот свет, па ни Битолската банка не била поштедена од крахот. Вредноста на акциите паднале, сопствениците изгубиле големи пари, а со тоа банката западнала во големи долгови. Банката била ликвидирана во 1932 година.